Откако премиерот Мицкоски остави простор за воведување на една изборна единица, и ЛДП и Демократскиот сојуз експресно најавија доставување на предлог закон до собранието, иницијативи кои што се провлекуваат со години наназад, речиси на секој изборен циклус, а за кои што досега немаше општ консензус. Од ЛДП најавија дека денеска ќе поднесат предлог за воведување на една изборна единица, во која што ќе бидат вклучени и предлозите доставени за независните листи. Текстот содржи предлог за една изборна единица без изборен праг, отворени листи за локалните избори, бидејќи сметаме дека тие се клучни и дека граѓаните треба директно да ги бираат своите представници во советите, но и оние барања за кои што ги има невладините организации кои што ги доставија во петокот, а се однесуваат на независните листи. Во однос на диаспората? Тоа не е вклучено, меѓутоа текстот ќе влезе во собрание, ќе влезе на комисиска расправа, секогаш има можност за амандмани, може да ги дискутираме и тие предлози. Последниот обид за промена на изборниот модел беше во 2022 година, по предлог на Демократскиот сојуз, но тогаш не ја доби поддршката на СДСМ и ДУИ. Сепак председателот на партијата Павле Трајанов е оптимист дека овој пат можно е иницијативата да добие поддршка. За ниту едно прашање во Македонија немало целосен консенсус или од сите партии да се добие некаква согласност. Вие знаете дека овој проект долго време ние го презентираме, имаме подготвен закон, во досега 3 пати инициираме ваква постапка за носење на корените измени на изборниот законник. Се надевам дека овој пат, бидејќи доаѓа сега најавата од владеачката партија ВМРО-ДПМН, дека има реални шанси да помине. Премиерот Мицкоски денеска кажа дека ќе почекаат да ги видат предлозите, но повтори дека пратениците на ВМРО-ДПМН ќе дадат поддршка, доколку се предвиди и диаспората да биде опфатена. Вели, ако навреме се почне со работа, можно е идејата да се реализира до следните парламентарни избори. Не сме седнале до сега да разговараме со никога на оваа тема, но принципелно како ВМРО-ДПМН ние ќе поддржиме една изборна единица во која што право ќе има да гласа и диаспората, бидејќи прашањето беше адресирано така што ние како влада некое право оспоруваме, а тоа беше правото на диаспората да гласа. Така што тоа беше мојот одговор, да бидеме прецизни. Инаку немаме политичка дебата, нити пак некаква наша политичка агенда, да седнеме, да разговараме, да бараме компромис. Следните парламентарни избори имаме неколку години, така што ако на време се фатиме работата, можеме да ги подготвиме и дипломатско-конзуларните представништва и така натаму, така што не гледам причина зашто тоа да не се случи. Додека се актуализира темата за една изборна единица, останува нејасно кога ќе бидат донесени измените на изборниот законник со кои треба да се спроведат препораките на ОПСЕ ОДИХР, со оглед дека подготовката не е ниту почната, иако рокот според реформската агенда беше до јуни. На неколку месеци до локалните избори останува нејасно и дали собранието ќе донесе нови измени на законот, со кои ќе се овозможи учество на независните кандидатски листи.